Почитувани, како народ и како држава имаме историска шанса да го продолжиме европскиот пат. После 17 години стоење во место започнавме преговори со Европската Унија со заштитен македонски јазик и идентитет. Скринингот тече одлично и наскоро ќе финишира. Имаме силна поддршка од Европската Унија и САД во значаен геополитички момент, која што треба да ја искористиме затоа што следна ваква шанса, ниту нов договор, нема да добиеме. Пред сите партии и пратеници во Македонското собрание е одлуката: интеграција во Европската Унија или изолација. Нема друга опција. Сите политички субјекти, вклучително и ВМРО-ДПМН, имаат обврска пред граѓаните и иднината на државата со глас за Европа да дојдеме до остварување на уште една стратешка цел – членство во Европската Унија. Кога се работи за државните и национални интереси, оваа недела ќе стане јасно и што одлучил Христијан Мицкоски. Дали ќе ја поддржи европската иднина или ќе остане во заложништво на левица во антиевропскиот блок. Мицкоски, почитувани, ќе покаже дека навистина е за единство и за реализација на националните и стратешки цели на земјата, само доколку го поддржи европскиот пат и потребните реформи. Национално единство не се прави ниту со блокади на државата, а најмалку со поделба по етничка или било каква друга основа. Додека СДСМ од секогаш била и е на страната на државните и националните интереси, ВМРО-ДПМН досега не поддржала ниту една стратешка одлука. И кога државата го постигна договорот од Преспа, и кога стануваше членка на НАТО, и кога на официјален македонски јазик ги започнавме преговорите за членство во Европската Унија. Мицкоски, почитувани, се уште има шанса да се престрои на вистинската страна, на страната на државните интереси и да се приклучи на европскиот пат. Ви благодарам.